На свеченоста делегација од Арама и од градинката Ангел Шајче положија свежо цвеќе пред бистата на народниот херој Боро Менков. Сите присутни гости, старешини на командите и единиците, војници со едноминутно молчење и химна му одадоа посебна почит на херојот. Потоа следеше обраќање на командантот на касарната Лулзим Нуредини, кој истакна за делото и ликот на Боро Менков. Тој покрај редовните задачи во единицата ја истакна подготвеноста на единицата да одговори на предизвиците кои ги носи времето, го истакна и несебичното ангажирање во асистенција на МВР, во справување со мигрантската криза, во обезбедување на северната и јужната граница и ангажирањето во справувањето со поплавите и помошта на настраданите во Скопскиот регион. Ние ќе направиме се да името на народниот херој Боро Менков остане во меморијата на младата популација и на идните генерации. Идеалите за храброст, херојството, пожртвуваноста и патриотизмот кон сопствената држава и народ на Боро Менков и неговите соборци, како да се пренесени на сегашните генерации. Како и тогаш, така и сега, задачите обврските се големи, а целта е иста. Сите ние сме во функција на народот и државата, а со нашата храброст и патриотизам и секојдневните активности и ангажирање го докажуваме тоа. На страниците на македонската историја 11 октомври ќе остане за секогаш запишан како висок револуционерен дострел во борбата на македонскиот народ за својата слобода. На тој ден од зборното место Менкова колиба тргна Карадачкиот партизански одред, кој заедно со Козјачкиот партизански одред и Прилепскиот партизански одред го означија почетокот на востанието, истакна Марија Живачки, кустос историчар од Кумановскиот музеј. При нападот на Југославија на 6 април 1941 година, Боро Менков се нашол во својата борбена единица како резервист која давало отпор кај селото Страци. По известно време, тој успева да се излече од селото и да дојде до Куманово, вклучувајќи се во активноста на Кумановската партиска и синдикална организација. Одбележувањето беше збогатено со културно-уметничка програма од страна на културно-уметничкото друштво Срма и Бајрам Шабани и ученици од гимназијата Гоце Делчев.